Zemljo makedonska, pozdravljavam te. Zemljo makedonska, uvažavam te. Zemljo makedonska, zemljo tursko ropstvo Makedonijo, pozdravljavam te. Zemljo makedonska, zemljo tursko ropstvo Makedonijo, pozdravljavam te. Uvažavam tvojte Makedonijo, gori visoki. Uvažavam tvojte Makedonijo, gori visoki. Gorite visojte i vote pherojte Makedonijo, što gi rađaš ti. Gorite visojte i vote pherojte Makedonijo, što gi rađaš ti. Potep se beleat Makedonijo, bezbrojni stada. Potep se beleat Makedonijo, bezbrojni stada. Stadata beleat, a grozdovi zreat Makedonijo, po tvoj ridovi. Stadata beleat, a grozdovi zreat Makedonijo, po tvoj ridovi. Ništo ne te plaši Makedonijo, na ovoj beli svet. Ništo ne te plaši Makedonijo, na ovoj beli svet. Koj dušman te vleze, živ nema da izleze Makedonijo, ti go stavaš v grob. Koj dušman te vleze, živ nema da izleze Makedonijo, ti go stavaš v grob. Благодарам. После оваа песна можем гордо да соопштам. Имаме и ние оружје за биење на големи битки. Нашето оружје се песни токму како оваа. Љубов, заедништво, сплотеност, единственост. Единственост за единствена Македонија, за заедничка Македонија. Македонија на сите македонци. Сите што си ја сакаат, сите што сакаат да живеат во неа, сите што сакаат да допринесуваат за неа, за еден, за друг, сите што сакаат еден со друг да се помагаат, сите што сакаат да ја градат оваа наша заедничка Македонија. Добро вечер, почитувани делчевчани, драги пријатели. Уште еднаш сме собрани овде на ова, морам да признам, ладно време, дожделиво време, меѓутоа одлучни во нашата борба и истрени во нашата цел. Нашата крајна цел за чувување на единствена заедничка Република Македонија, во која што ќе кажеме гласно не за двојазичноста која што сакаат да ни ја наметнат. Оваа наша борба започна од поодамна, меѓутоа трае со несмален интензитет и ќе трае се додека треба, се додека е потребно. За оваа вечер имав подготвено говор напишено, меѓутоа не сакам да читам говори посебно.
Сакам да споделам со вас едно искуство. Некои се запознати со тоа мое искуство, меѓутоа повеќе донесе. На еден официјален состанок во општина Делчево од страна на висок представник на американската влада. Во 2014 година беше разговарано на официјален, значи ќе потенцирам состанок за разноразни економско-обштествени појави во општина Делчево. Меѓутоа, главен акцент од страна на тој висок политички представник беше ставен на прашањето за името на Република Македонија. Човекот се интересираше дали македонскиот народ, дали делчевчани во градот и во селата ќе бидат подготвени по цена за влез во Европската Унија да го променат своето уставно име. И како за тоа народот ќе реагира. И тогаш, и сега, и во иднина било кога, јас ќе можам да го соопштам мојот личен став, а верувам и став на многумина од вас. Името на Република Македонија, пропишано во Уставот на Република Македонија во 1991 година, не е заменување. Тоа е така декларирано од страна на нашите предци кои што животот го дале за оваа наша слободна држава, за Македонија, за Република Македонија. И тоа не може да биде променето по никоја цена. Не по цена на Европска Унија, не по цена на влез во НАТО. Што ќе стане со Република Македонија доколку го промениме нашето уставно име, а Европската Унија се распадне како што почнала да се распаѓа? Што ќе стане со името на Република Македонија и како ние ќе се нарекуваме кога некогаш во иднина ќе пропадне овој воен пакт наречен НАТО, кој што служи само за воена присила и остварување на интереси на големите светски воени сили, по пат и по говор на силата на оружјето. Ние повторно ќе се викаме македонци, а ова парче небо повторно ќе се вика Република Македонија. И тоа ќе биде така за секогаш. Сакал тоа некој или не, му одговара тоа на некому или не. Нема многу да должам. Сакам да ве повикам утре повторно на граѓански собир за заедничка Македонија со протестен марш, на кој што повторно ќе се собереме да продефилираме низ улиците на градот со почеток во 19 часот. Би ве замолил да бидете точни. Сега микрофонот би го отстапил на нашата драга наставничка, сака да ви сподели една своја лирска творба која што има самата напишено. Повелете, наставничка. Благодарам. Да си дел од македонскиот народ е чест и задоволство. Тоа е пиетет да застанеш пред споменикот на Гоце Делчев. Во Делчево, во Пијанец, каде што македонците храбро се бореле. Не можеме да го заборавиме разловечкото востание, не можеме да ја заборавиме Пијанечката република, која многу ретко во историјата се спомнува. Почитувани со граѓани, без разлика на вера, на возраст, на пол, на етничка припадност. Почитувани македонци, ширум Македонија и низ светот. Јас сакам да упатам еден колем поздрав до вас. Ние застанавме и докажавме дека македонското срце е поголемо од срцето на океанот. Докажавме дека љубовта кон нашата татковина Македонија е поголема од небескиот свод, затоа што македонското знаме се вие насекаде. А сега, дозволете ми, морам да споделам неколку збора кои што се реалност, кои што се вистина, кои што потекнуваат од една патриотска душа, во зависност кој како незе ќе ја слуша. Јас сум дете на борец. Горда сум за тоа што мојот татко се борел за татковината, за слободата, а јас сега станав творец, за слобода творам на мојата земја Македонија. Мојот свекор бил борец на Сремскиот фронт, потоа пленик во Германија. Зар треба сега во гробовите да се превратуваат, некој да ги нарекува геноциден народ? Зошто? Зошто се бореа за денешната слобода во која сите ние уживаме? Почитувани политичари,
без разлика на која опција и припаѓате. Македонски народе, само љубовта ќе ја спаси оваа земјата на Македонија. Благодарам. Зошто, како и до кога? Зошто се прашувам често? Како да постапиме и до кога да молчиме? Зошто бегате од реалноста да ни ја кажете? Зошто треба се уште овој народ вешто да го лажете? Зошто ни ја сечете гранката на која седиме? Зошто ни ги уништувате корењата од кои потекнуваме? Зошто ни ја негирате љубовта кон својата земја што ја имаме? Зошто не обвинувате дека омраза сееме? Зошто ви пречи секоја патриотска песна што ја пееме? Зошто ви пречи оваа парче земја во која живееме? Зошто ви пречи името на нашата татковина Македонија? Зошто ви пречи знамето во црвена жолта боја што овде се вее? Зошто ви пречи химната на секој културен настват и спортски надпревар што секој од нас треба да ја пее? Зошто ви смета содржината неизина што е слика на нашата историја? Зошто ви сметаат револуционерите и својхероите за слободата за која се бореа? Зошто ви пречат спомен бележјата на хероите наши? Зошто ви смета реалноста што нас многу не боли? Зошто ви пречат солзите на мајката за изгубениот син што ги рони? Зошто ви пречи детето сирак што постојано Господ Бог го моли за таткото дома да му се врати? Зошто му е тешко, бидејќи без неговото присуство и неговата љубов тоа на вистина пати? Зошто не го слушнете низ гласот на свршеницата за свршеникот што плаче? Зошто не го слушнате низиниот глас со кој постојано вика: не дочека венчаница и невестинска слика? Зошто дозволивме синови и керки без причина да гинат и патат? Зошто многумина во земјава моја тоа не го сватат? Што дозволивме во сопствената земја меѓусебно да се караме? Зошто однадвор постојано мировници бараме? Зошто ви смета историјата на овој напатен народ што со солзи и крв го натопил оваа огниште наше? Што ви пречи кога соседите спокојно празниците ги славеа? Зошто ви пречи кога на гости еден кај друг седеа? Зошто ви пречи љубовта на соживот што овде ја имаше, без разлика на вера, пол и идентитет кој ни го поседувавме? Зошто? Зар не заслужуваме на оваа парче света земја заеднички да му се радуваме? Зошто, како и до кога? Како против реалноста да се бориме? Како омразата да успееме да ја сотреме? Како љубовта на соживот да ја вратиме? Како да постапиме за повеќе сите да не патиме? Како скараните браќа да ги смириме? Како сестрите близнички да ги помиреме? Како да докажеме дека сме мирољубив народ кој со секого сака да се дружи? Како рака за смирување треба да се пружи? Како на цел свет да му покажеме и докажеме дека ние својата татковина си ја браниме? Како да им покажеме дека за совживот се бориме? Како да докажеме дека ништо лошо не сакаме да сториме? Како да допринесеме нашите мајки солзи да не ронат? Како да докажеме за загинатите жители жалиме сите? Како некој треба да го увериме дека бензинот со оган да не го пали? Како да докажеме дека пламенот секој ќе го гори? Како да докажеме дека мојот народ вистината ја збори? Зошто, како и до кога? До кога да се обраќам до Тебе, Боже мили? До кога да од Тебе да барам сили? До кога, Боже, Тебе да Те молам? До кога плачот на секоја мајка мене ќе ми тежи? До кога болката на сирачето на срце ќе ја носам? До кога загубата на свршеникот во земјата млад што лежи? До кога во болка треба да се гушам? До кога гласот на мојот напатен народ јас постојано морам да го слушам? До кога јас со мојот народ и од кога прошка ќе барам? До кога за болки, стихови и песни ќе стварам? До кога сите мировници што постојано умни делат
До кога ќе се мешаат во куќата наша? До кога ќе ни сервираат во плитка чинија каша? До кога при очи слепи ќе не прават? До кога ќе мислат дека не сваќаме, дека не гледаме, дека не разбираме, оти не мамат? До кога при уста и јазик ние ќе останеме ко да сме неми? До кога треба оваа земја Македонија и да ја цепкаат и делат? До кога ќе не убедуваат и по кој знае, по кој пат ќе се обидат да не разубедуваат? Дека земјата наша права добро дело. До кога народот ќе биде во неизвестност, без разлика дали живее во град или село? До кога некој нашата историја ќе ја негира, зашто досега не свати како треба да се реагира? Кога на народот мој болката некој ќе се обиде да ја свати, до кога сака овој народ македонски без разлика на идентитет да пати? Зошто не им верувате на зборовите наши што ги упатуваме до вас? Како туѓа платформа треба да прифатиме? До кога ќе не убедувате дека не боли некој в грб кога ножот ни го става? Како да прифатиме го овој човек дека е пријател наш, а токму е вашиот злосторник што е најголемиот пријател ваш? Зошто мислите дека ако сме излезени на друм, како не можете да разберете дека и ние имаме ум? До кога сите на овие простори што во минатото сложно си изживеевме? Зошто народот во оваа земја поетникум велите дека го делиме? Како да прифатиме од нашето огниште да се селиме? До кога мислите трпеливост имаме, па вашите совети за разнебитување на оваа парче земја? Повеќе од вашите одлуки ниту зависиме, ниту ќе ги примаме. Зошто, како и до кога? Зошто љубовта наша ви смета? Како таа ќе продолжи да цвета? До кога на улица народот за правда ќе шета? Одговорот прашајте го во народот мој. Зошто секој треба да го слушне што кажува тој? Зар мислите, решението со пукотници ќе се реши? Не, секој од вас нека свати дека ако мисли така, навистина многу греши. Благодарам.